Сега, кај храната, например, наједноставно што го кажувам е кивито. Киви, нели, овошето присутно сега кај нас киви. Правени се многу студии за киви и најдено е дека има влијание, например, кај дечиња е тестирано за тоа колку настинки ќе фатат и колку брзо ќе им помине. И ова го зборувам од аспект на научни студии. Сега дали некој ќе рече абе има некоја индустрија позади, а позади се има индустрија денес, не знам. Јас киви не продавам, значи Сигурни сте да не излезе некој тендер. дека некоја имам некоја плантажа за киви. Некој не произведувам, имам градина сега, меѓутоа киви не произведувам. Да. Не смеете од страв. Не, ама мора да си каже човек на денешно време. Јас не работам скриен маркетинг, знаете, тоа доста да го има. Јас Да. отворено кажувам, ако сум позади нешто, го кажувам отворено и тоа е тоа. Значи не стојам позади кивито, меѓутоа кивито како продукт најдено е дека има влијание. Тоа е една работа и втора работа која што има доста влијание, може избора ми достапно да биде во исхраната. Кивито е, второто е печурките од сите видови. Освен отровните. Да, од сите. Немојте од сите и тука погрешно од сите видови што се јадат, добро да се објасниме, да не ме разберат. Да, печурките кои што се од сите видови што се јадат, имаше нешто интересно кога истражува вака која печурка беше, многу интересен текст налетав, печурка многу позната во Јапонија. Добро. И сега викам, леле, кај ќе ја најдам таа печурка, испадна дека кај нас на пазар се продава оваа, сега не ми текнува името на белата, крупната, буковка, готово. Значи, јас прво го истражував латинското име, ја најдов прво на англиски. Ваква, таква, онаква. Сме го имале под нос. Број 1 продукт во Јапонија, многу помага кај малигни болести. И јас го кај ќе го најдам тоа чудо кај нас? Го барам на латински, испаѓа дека е буковка. И буковката кај нас ја има на пазарот на секаде, на сите пазарчиња има под А и под Б, скоро на многу тезги. И таман сега за време на постија е им идеална препорака што може да интересно што научив за нејзе додека проучував е дека таа не сака ни пестициди, ни хербициди, ни бутур, што викаме народно. Значи, она си расте многу едноставно, не мора да се прихранува. Испаѓа дека на нашите пазари и прилично ефтина е, значи не е она нешто баснословно скапа. Буковката има многу силно влијание врз имунитетот, меѓутоа од друга страна пак има бонус и влијае позитивно и на холестеролот, го соборува холестеролот. И сега знаете како? Зошто да не створиме навика еднаш или два пати во неделата, ручекот или вечерата да биде буковка? Кога толку ја има, кога е достапна на цена и кога е толку здрава. Мораме да знаете како храната кај нас е не само кај нас, во секаде во светот, влегува во некои бразди, во некои усталени шаблони и ние многу често и не експериментираме. Човек ако земе да размисли ќе види дека 3 работи доручкува. Или ова, или ова, или ова. Пример. Меѓутоа, можеме да излеземе во позитивна смисла, не се човек да земе да јаде папај или нешто екзотично, туку еве ја буковката седи на пазарче, извонредно е здрава, има 100 начини на кои што може да се подготви, дали со магданост и со лукче, дали со ориз, дали со било што друго да се подготви, и има влијание и за холестерол, и за имунитет, и за милион други работи. Истовремено, јадејќи ја нејзе, знаете како има економистите тоа го нарекуваат опортунитетен трошок. Во смисол, ако ја јадете нејзе како здрав оброк, не јадете нездрав оброк на нејзино место. Значи, дополнително има нека скриена бенефиција. Еве, например, 2 пати неделно ако е тоа, и 2 пати неделно ако е риба, и граф, нели македонското обавезно мора еднаш неделно, па и грашок нема да ни остане простор за глупости. За глупости нема да ни остане. И месо нека биде еднаш во неделата.